Здраво, здраво, поздрав до вас и до гледачите на вашата емисија. Јас, како и сите други, ги следам инструкциите, седам дома, ја почитувам секоја одлука што ќе ја донесе владата, затоа што владата знае што треба за својот народ и затоа што владата го мисли најдоброто за својот народ. А јас наоѓам начин и време да го направам тоа што мене ме прави среќна и задоволна, заедно со фамилијата. Кога имаме слободно време за движење, ние веднаш одиме до планината Огражден или Беласица, ние тука блиску, или до Беласица, се рекреираме неколку сати таму, кај што нема нели многу раздвиженост. Одиме до нашите најблиски, ги посетуваме родителите, сестра ми, и тие исто така не посетуваат. Се дружиме повеќе со нашите најблиски сега. Исто така имаме дома со сопругот справи, тренираме, вежбаме и некои тегови. Со дечињата, нели, седнувам јас, учиме да пишуваме, да броиме, учиме песнички, играме. Навистина сега многу повесело. Овој коронавирус можеби ни требаше такво нешто за да се запознаеме ние, фамилиите, многу подобро и да се дружиме и да се почитуваме што повеќе. Домашните обврски си течат како и порано. Секогаш, нели, жената има работа дома. Јас викендите се дружам со моите фанови на социјалните мрежи, така да цело време ни е исполнето и воопшто не ни е досадно. Знам дека тоа ќе помине и само ќе се сеќаваме на овие тешки денови, да кажам. Не се ни толку тешки, не треба ни да се жалиме, но мислам дека ќе помине и ќе го издржиме се во ова. Сигурно очекувате сега да кажам, сега месам леп, а порано не сум можела да ги замислам тие работи. Не, јас тоа го работев и пред тоа, затоа сега воопшто не ми е тешко и нели дома да правам јадење и да месиме. Заедно со сопругот ние работиме се по дома. Можам да кажам дека не сум можела да замислам да седам дома. Тоа на почетокот навистина ми падна тешко, но се е навика во животот. Искрено да ви кажам, штом јас се наоѓам и живеам овде во Македонија, под ова поднебје, струмичкото поднебје, јас имам секогаш инспирација за нова песна, секогаш ми се врти музика во главата и сега во овие тешки денови повторно имам инспирација за нова песна, но тешко е да се реализира и тешко е сега да се промовира песна, затоа што сите се насочени кон коронавирусот и кон тие некои негативни вибрации кои се пренесуваат од човек на човек и затоа е тешко во ова време сега да се снима нешто и не знаеме како ќе помине. Нормално дека ми не достигаат и настапите и мојата публика и моите фанови, иако јас се дружам викендите со моите фанови на социјалните мрежи, сепак не е иста енергијата како во живо нормално, нели? Се надевам дека што побрзо ќе помине оваа ситуација со коронавирусот и ќе имаме прилика повторно да се дружам со мојата публика и само да сме живи и здрави и да се извлечеме живи и здрави од оваа ситуација. Верувајте, и претходно снимав неколку песни како што се Џунгла, Намазана, Хало, Роден за грев, но ниту една песна не помина како што помина Бум Бум. И самото тоа што има 3,5 милиони прегледи на YouTube, кажува дека песната е голем хит и ќе се слуша уште многу долго време. Песната се снимаше во студиото на Минтес Мемедов, мастеринг се правеше во студиото на Саша Динич во Србија, свиреше Сандрито Даниелов, пееше Сузана Гавазова и зошто не би била хит кога е така весела и се погоди во вистинско време, во право време, како кецна десетка.
текстот се погоди, значи фала ти многу Орце Зафировски за текстот и се надевам дека уште многу такви песни ќе ми пишуваш во иднина. Секако дека ќе трае соработката со Балкан Бенд затоа што се единствени. Пред се сакам да си ги поздравам и сакам да кажам дека многу си ги сакам како луѓе и си ги почитувам како музичари и знаат да вреднуваат на вистина тоа што е квалитетно. И секој е чест за тоа, Балкан Бенд. Направивме еден проект кој многу добро помина. Заедно со Аце не прифати публиката. Снимавме и предходно еден добар дует, песната се вика Камикази, кој не ја слушнал, нека ја слуша на YouTube. И секако дека ќе трае соработката со нив и презадоволна сум и имаме нешто во план. Јас и Злате од Балкан Бенд сме најкреативни. Имаме некои идеи, но нема да ви откриваме сега за сега. Ќе видиме како ќе се одвиваат работите и како ќе се одвива оваа ситуација во која се наоѓаме денес. Отом потом да сме живи и здрави, ќе биде и тоа. Еден поздрав до Балкан Бенд. Поздрав уште еднаш. Ве сака вашата Сузана Гавазова. Слушајте музика, седете дома, чувајте се и бидете креативни.